Përshëndetje të gjithëve. Mjekët thonë që me astmën mund të jetoni shumë normal si të gjithë persona tjerë të cilët nuk janë të diagnostikuar me astmën. Pikërisht sot do të flasim për këtë sëmundje, si paraqitet, si trajtohet, çfarë do të thotë nëse diagnostikoheni me astëm. Na ndiqni në vazhdim me mjekun në fjalë me Dr. Zoran Arsovski, specialist pulmo-alergolog, me të cilin do të flasim për këtë sëmundje, por jo vetëm, do t'i japim edhe shumë këshilla se si të menaxhoni sëmundjen e astmës. Na ndiqni. Доктор Арсовски, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од нашата емисија. Ви благодарам и вас на поканата да учествувам во вашата емисија за здравје. Че разговараме за астма, една многу модерна болест, би можела да не наречеме на овој начин, но гледаме дека се повеќе луѓе имат предиспозиција или веќе се диагностицирани со астма. Зошто? Астмата е многу модерна болест. За среќа, јас додека сум на клиника за пулмологија, доживеав тоа што беше страшно и баук, од болест од која што сите се плашат, ќе кажеме астма, сега да доживееме да луѓето водат нормален живот со астма, да воопшто не е баук, да доживеат нормална старост. Поентата се преферли не да преживеат, него да живеат најнормален живот, без никакви ограничувања, и целта на докторите постана да сите ние, заедно со пациентите, успееме да им овозможиме на пациентите да имаат нормален живот. Значи, во ништо да не бидат различни од другите, само да знаат дека имаат бронхијална астма. Сепак е болест на модерното доба, заради тоа што се смета дека инциденцијата расте, особено во земјите кои што се индустриализирани, дали поради зголемена свесност, заради тоа што повише се мисли во здравствениот систем на болеста, но и поради аерозагадаността, другите фактори на индустриализација, како и брзата промена на животниот стил на луѓето, изложеност на аерозагадување, изложеност на алергени и така натаму. За каква болест станува збор? Таа е хронична болест, значи тој човек што има астма, си има астмата до крај на живот, но кај немал број пациенти астмата може да влезе во ремисија. Во светот тие податоци се различни од 2 па дури до 50% од пациентите може да влезат во долгорочна емисија во која што воопшто нема да имаат никакви симптоми на болеста. Сега, тука е главно нешто да докторот со пациентот направи соработка, да знае во кој тип пациентот ќе има астма, дали ќе има лесна, средно тешка, тешка астма, да проба да ја доведе од тешка во средна, од средна во лесна, од лесна да ја доведе во така наречена повремена или интермитентна, за да сите бидат посреќни, и тоа се повеќе и повеќе го чувствуваме ние и на клиниката. Се помалку имаме пациенти со астма кои што бараат хоспитализација, а се повеќе амбулантски ги лекуваме. Од што зависи дали некој пациент ќе се хоспитализира или дали некој пациент ќе се третира амбулантски? Тоа највеќе зависи од клиничката слика, од тежината на астмата која што ја имаат, дали имаат тежок степен на белодробна вентилациона инсуфициенција, која што некогаш може да доведе и до пореметување во размена на гасови, пред се во хипоксемија, а многу поретко во други пореметувања на гасните налиси. Овие влошувања на астмата или екзацербацијата во денешно време најчесто се последица на несоодветно зимање на терапијата или на нередовно зимање на терапијата или на нередовна посета кај доктор. Тоа не значи дека пациентите треба да се преселат во амбулантите кај пулмолозите. Целта ни е да дојдеме до степен да пациентите воопшто немаат потреба да дојдат еднаш годишно на контролна спирометрија и да и тогаш веќе самите знаат да си ја менаџираат својата астма. Само оние случаи кои што мислат дека тоа така само од себе ќе може они да го раководат, завршуваат некогаш со хоспитализација на клиника. Доктор Арсовски, често пати спомнавте менаџирање на астма, се помалку хоспитализации. Се тоа зависи од пациентот колку е дисциплиниран за да се грижи за своето здравје. Дали тоа значи дека астмата може да се каже дека индивидуално се третира, пример, секој пациент е различен? Значи, секој пациент има своја астма. Тоа што ние го учиме по книги, имаме гајдлайнси или препораки, интернационални, европски, светски, американски и така натаму, според кои што ние се водиме. Тоа се водичи за третман на астмата, GINA и се општо прифатени во свет и секоја година се апдейтирани.
Но и во тие GINA guidelines и кажува дека секаде треба индивидуален пристап на астмата за да му возможите на пациентот најсоодветна терапија. Ние, например, сега имаме пациенти кои што се на хронична редовна терапија со инхалативни препарати, но имаме пациенти кои што взимаат, да кажеме, инхалационна терапија по потреба. Имаме пациенти кои што имаат најтешка форма на астма, примаат поозбилни лекови или комбинација од два инхалациони препарати и такви ретки што примаат биолошка терапија. Но најголемиот дел од пациентите, за среќа, во денешно време се добро контролирани. Како помага биолошката терапија во третман на астма? Во поново време многу се зборува за таа биолошка терапија. Во светот, кај нас се смета дека околу 5% од населението има астма, како тешка астма, која што е тешко да се третира и контролира, се смета дека од тие вкупно 5% што остануваат, отприлике негдека до 10% луѓето може да имаат тешка астма. Многу мал процент од нив имаат тешка неконтролирана астма и од нив има различни фенотипови, ги викаме тоа медицински, односно различни типови на тешка астма за кои што има соодветни лекови, кои што се нови лекови, не само кај нас, него и во светот. И не секаде во светот се достапни сите лекови. Во нашата околина, например, еве ние имаме, Албанија мислам дека нема, и Косово и Босна, Србија има и Хрватска. Ние имаме еден од тие препарати за биолошка терапија и моментално на клиниката примаат 6 пациенти кои што имаат одличен одговор на таа биолошка терапија. Тие се пациенти кои што имале претходно тешка форма на астма и подтип еозинофилна астма, за кои што сме давале лекови кои што штетно влијаеле и на самите пациенти, штетно влијаеле и на системот, значи често тие се хоспитализирани кај нас, често тие лекематични лекари им ја дава на тешка терапија. Сега со новата терапија тие, да не кажам, сигурно имаат астма, али водат скоро нормален дел од животот, сите имаат одличен одговор на терапија. За среќа се малку такви пациенти кај нас во Македонија, што не значи дека се само тие, можеби не се доволно откриени. Често пати дали може погрешно да се третира пациентот, да се работи за астма, пациентот се третира за некоја друга болест. Но тоа што е често, што ние го имаме како реален проблем во Македонија, е субдиагнозата на астма. Значи недоволно диагностицирана астма, од причина што прво имаме проблем сами со себе, како друштво, како луѓе. Секој од нас е доктор, значи без разлика што некој завршил медицина или не. Сите ние слушаме вака популарни емисии, ама многу често и на интернет, а и нашите колеги, нели, ќе ги слушнат пациентите некоја обструкција, ќе слушнат или свирење во градите. Најчесто пациентите тоа си го поврзуваат со пушење на цигари или загаден воздух, или ме фати вирус, сега ми свират градите и така натаму. И тоа оди многу долго како слика на бронхит. Некогаш акутен, па се повторува хроничен, или, например, сега во пролет, мене ми е тоа од поленот, не ми е астма, него само зашто ми е затнат носот, очите ме чешаат, црвени ми се очите, па успат ми свират и градите и се губи драгоцено време на недоволна диагностицираност, односно субдиагностицираност на астмата. И кога ќе дојдат кај нас пациентите, ние имаме за цел тие да ги детектираме, да видиме дали имаат алергија или немаат, дали е тоа алергиска или не алергиска астма, да направиме диагностика. Диагностиката би опфаќала спирометрија, на која што ќе видиме дали постои обструкција, односно народски кажано пореметен проток на воздухот во дишните патишта, кој што би требало при давање на одреден лек да попушти за одреден процент и таа реверзибилност имаме само кај астма, не кај други болести. Потоа може да се прави серијска спирометрија или мерење на протокот на воздух во различни денови или во кој што ќе откриете како има разлика во тоа што пациентот го издувува во неговите капацитети и волумени и проток во една секунда, иако тој процент е различен, исто така може да не упати дека има пациентот бронхиална астма.
Потоа може да им даеме пик-флометри, тоа се едни направи во кои што пациентот сам дома си мери колку издувува и разликата во дневно-ноќните варијации може да укаже на бронхијална астма, или ако кај пациентот слушнеме наод, да има наод на обструкција на дишни патишта, свирење во градите, па му даеме терапија за тоа и после таа терапија се подобри реално ситуацијата и тоа укажува да бронхијална астма и на крај неспецифични и специфични тестови за откривање на астмата, тие се викаат бронхопровокативни тестови. Кај нас на клиниката правиме неспецифичен бронхопровокативен тест со метахолин, во кој што, например, доаѓа пациент и ви кажува ноќе ми свират градите, што обично се случува кај астматичари, вие го слушате, има најнормален наод на бели дробови, правите спирометрија за да ги видите протоците и волумените и таа е нормална, а пациентот ви се жали. Повторно доаѓа, повторно све нормално, тој ви кажува дека има проблем. И заради тоа, кај таквите пациенти, во кои што вие не можете да фатите период или некако на друг начин да дојдете до диагноза, закажуваме ваков специфичен бронхопровокативен тест, во кој што ние вештачки со химикалија доаѓаме до тоа да ги возбудиме, народски кажано, дишните патишта, да падне белодробната функција, што не се случува кај тие што немаат астма, нормално не во степен да му наштетиме на пациентот и кога ќе видиме дека паѓа, му даваме спреј во кој што тие се подобруваат за одреден процент и тогаш заклучуваме дека има позитивен бронхопровокативен тест со позитивен бронходилататорен одговор. Имаме два начина на потврда дека кај тој пациент тоа што сме се сомневале е таа болест. Дали тешко се доаѓа до диагноза или дали треба пациентот да има трпение додека се поставува точната диагноза? Да, треба да има трпение затоа што ова е болест и диагноза за цел живот. И подобро да се изгуби време, дури ние некојаш ги враќаме од тест како имаат влошена белодробна состојба или например поради други, да кажеме, објективни причини за него направат тестот и некај секој пациент е потребен тестот. Многу, например на запад многу ретко се прави овој тест, кај нас ние го правиме многу често, да кажеме како клиника, но бидејќи треба диагноза за цел живот, треба трпение. Сакам да ги охрабрам сите луѓе кои што се плашат, мислам тоа нема никаква причина. Порано беше да кажеме бау, кој ќе кажете астма, леле, добро е што нема пациентов астма, има хронична обструктивна белодробна болест, што е многу полошо него астма. Нама името астма беше страшно, ама кога ќе ви кажам дека Джеки Джойнер Керси, што е олимписка шампионка со 6 златни медали, има астма, значи ништо не смета, не само да функционирате нормално, него рекорди да поставувате. Ние сега целиме кон тоа, например, водно ние нас како планина, пациентот што има астма не само да нема мака, да не се буди ноќе, да функционира нормално, него ни да не помисли, например, дали јас сега ако се качам на водно, ќе доживеам напад на астма, ќе ми свират градите или ќе има отежното дишење, или ќе има кашлица и така натаму. Дадовме многу совети од тоа како доаѓа до астма, меѓутоа како може да им помогнеме на сите тие што не гледат, што може тие од нивна страна да направат за нивното здравје. Прво да си најдат доктор кој што ќе ги води во нивната болест. Второ, докторот треба да им каже дека во моментот кога ќе ја дознаат болеста дека имаат астма, треба да искочат со дигната глава од ординација, бидејќи во денешно време тоа е стварно диагноза која што не е безазлена, нели, имаме и тешки форми на астма, но е диагноза со која што се живее најнормално. Трето, да ги слушаат советите на докторот во однос на терапијата. Многу често не е проблем ни докторот, ни пациентот, него начинот на зимање на терапијата. На пазарот има многу девајси, ги викаме ние, или пумпици народски кажано, кои што имаат најразличен начин на апликација. Не секоја пумпица е добра за секој пациент. Па некој пациент повише му лежи една пумпица, на другиот му лежи втора пумпица. Така да не е греда нити лошо ако се смени препаратот за тој што најдобро ќе му лежи на пациентот. Зошто? И во светот постои проблем во адхеренца, значи
кон терапијата, колку пациентот се придржува на терапијата. Идеална адхеренца не постои. Значи, еве и луѓето што имаат друга терапија за притисок или за шеќер или за било што друго, некогаш нормално е да заборават. Но тоа заборавање да биде што помалку, а адхеренцата е добра ако и препаратот е добар. Најлош препарат е оној кој што не се користи. Значи, не е проблем во тоа што внатре има, нема доктор што ќе ви даде нешто лошо. Него ако не се користи како што треба, тогаш се губи. Не е проблем дури ни што се троши, затоа што пациентите имаат хронична терапија, ќе земе друга пумпица. Проблемот е што ако лекот не дојде на местото каде што делува. И затоа јас им викам на моите пациенти кои ќе доаѓаат на контрола, со себе да понесат пумпицата, да провериме како ја зимаат. Затоа што ако не ја зимаат соодветно, тогаш од тоа нема да има ефект. Да водат нормален живот, да имаат нормална физичка активност. Не е добро да бидат обезни, народски кажано полни или дебели. Кога сме кај алергична астма и храната, дали храната може да представува проблем? Не, многу ретко храната е асоцирана со астма. Значи, почесто се асоцирани алергии кои што ние ги викаме инхалативни алергии. Значи, тие се тие што доаѓаат до носот, до белите дробови преку дишните патишта. Затоа се инхалативни што ги ние вдишуваме. И тоа се различни полени, еве сега актуелно надвор, нели пролет, па поленска треска, потоа хронични алергии како што се алергија на домашна прашина. Најчести алергени во домашната прашина се едни микрокрлежи, дерматофагоидес птеронисинусифарине, односно нивниот измет, кај некои пациенти, не кај сите, може да направи алергија, потоа различни мувли, што ги имаме, например, дома, во купатила недобро проветрени или аерирани, зголемена влажност во тек на зимски период и така натаму, тие може да прават проблем. Ние многу често заради недоволно време, заради краткиот преглед што го имаме на терциерно ниво, немаме можност да им објасниме све на пациентите. Значи, во тие, да кажеме, минути што ги имаме, треба да го прегледате пациентот, треба да направите испитувања, тој да ви се врати со испитувањата, да му кажете што е за превенција, што да прави или што да не. На прво место им викам на моите пациенти, значи пушењето кај астматичари вие како сол на рана. Значи, кога ќе ставите сол на рана, вие дали ќе ставите 1 грам или 3 грама сол, потполно е исто. Значи, таа ќе ве боли, нели, раната ќе пече, исто и со цигарите. Луѓе што имаат астма треба да заборават цигари, треба да заборават цигари не само тие, него и нивните роднини, пријатели, затоа што на тој начин прават еден друг тип на инфламација или воспаление кое што ја влошува астмата. Второ, сега ако е некој пушачи не. Второ, например, ако е алергичен пациентот на полен, му кажуваме сега глупо е да одиш моментално е надвор пик на поленска сезона, ти да одиш да се шеташ во парк. Не треба да одат ни во парк. Не, тие нормално не треба да бидат изолирани, ама сега со сила да се пикаат кога цвета сезоната, баш не мора. Или, например, добро е да одат на планина, ама на планина покасно цветаат, тие што се алергични на полен, на здравје. И во јули и август, тогаш таму цвета поленската сезона и тогаш ќе им кажем одете на море или ако сакате одите на планина, одете порано или подоцна, баш кога нема. Потоа им кажуваме ве за домашна прашина. Таа не може да се избега од неа. Сегде кај има, кај мене дома, кај вас, на работно место сегде, но може да се намали концентрацијата. Да немаат дебели теписи, дебели завеси дома, например да немаат јамболи, нели такви работи, да си направат по-аскетска средина, нормално не сите дома да трпат цело семејство, али барем таму во собата во која што спијат, нели, за да си олеснат. Колку што повише превенција, толку помалку лекови. И да им кажете дека, баш тоа што го кажав, дека секој астма е астма за себе. Дека некај сите пациенти ќе тера тоа со иста доза до крај на живот, кај некои ги намалуваме, идеално е од 3 до 6 месеци проценка на терапијата, па имаме step up или step down, гледаме дали треба да зголемиме доза, да оставиме, да намалиме,
а во некој случај и да исклучиме, значи да ги ставиме пациентите на терапија по потреба ако долго време немаат никакви симптоми, добра е контролирана астмата, имаат добар, тоа го викаме астма контрол тест, така да со астма денеска нормално се живее, да. Тие што се изложени на професионална астма? Професионална астма е, како да кажем, во денешно време лоша приказна. Зошто? Во порано, кога дојдов на клиниката, беа повише општествени или така наречени државни фирми и компании, и сега вие кога сте изложени на нешто професионално на тоа работно место, кога ќе даевте препорака за прераспределба на нешто друго, тогаш некако во општествениот систем полесно се наоѓаше место за тие луѓе да им најдат работа во средина во која што нема да имаат професионална експозиција на тоа што се алергични. Во денешно време, кога секој живее од тоа што го работи и многу тешко да најде нова работа, ние ќе напишеме како доктори дека може би е потребно промена на работно место, но тоа во реалноста не се случува баш толку лесно, затоа што и тие, да кажеме, во наш случај пациенти за работодавецот, тие се вработени, него му треба како таков на тоа место, не му треба на друго работно место, така да реално тука има проблем. За среќа професионалната астма не е толку честа, да. Да, спомнам. Кажавме се што треба за астмата, меѓутоа кога сме кај најпатите на астма, често пати пациентите тука доаѓа и момент на паника и некогаш е повеќе страх од тоа што се случува реално нападот. Како треба да реагираат тие во тие моменти, но и тие што се околу нив во тие моменти? Многу добро прашање, заради тоа што во таа, како да кажам, во тој збор астма стои и една приказна да некојаш имате вие гушење, кое што гушење, пациентот што го чувствува како глад за воздух, а нема свирење во градите, и после оваа конверзација ќе рече јас имам астма. А може би има висок крвен притисок, кој што го доживува како гушење. Или може би има аритмија и го стегаат градите и тој ја доживува како гушење. Или може би има паничен напад и тоа го доживува како гушење. И сега многу е, како да кажам, трики на англиски, да вие секое чувство на гушење го прогласите на астма. Ние дури како клиника имаме проблем со пациенти кои што имаат чувство на гушење, па многу често кај нас завршуваат кардиолошки пациенти кои што немаат реално пулмолошка болест, но имаат чувство на гушење, на глад за воздух и така натаму. Во реалноста, кога ќе имаат напад на астма, нашите пациенти се обучени, тие препарати што ги добиваат, се делат на олеснувачи и контролори. Олеснувачите доведуваат до механичко ширење на дишните патишта, во кој што олабавуваат мазната мускулатура во дишните патишта и тие просто се шират и пациентите продишуваат. Контролорите се во најголем дел случаи инхалациони кортикостероиди, има и други лекови кои што не се инхалациони кортикостероиди, а се контролори на астмата, но тие им треба време. Колку повише имате контролори, толку помалку потреба за овие олеснувачите. Олеснувачите не лечат, тие само физички ги прошируваат дишните патишта. Тука имаме се уште проблем да ги убедиме нашите пациенти дека треба да земаат контролори, затоа што кога ќе земе он олеснувач, за 10 минути продишува и си викува сега зошто би го користел ова другово редовно, кога ова одма ме опушта, но тоа не лечи. Така да нашите пациенти ние им кажуваме по потреба да земаат олеснувач. Во ново време имаме комбинирана терапија, тоа значи дека има олеснувач и контролер во истиот девајс, во истиот препарат, да кажеме, во истата пумпица. И во тој случај пациентот кој ќе земе олеснувач, во исто време зема и контролер. Има и такви во кои што вие кога ставите пациентот на редовна терапија и му треба екстра поради некоја физичка активност или изложеност на алергени или професионална изложеност така натаму, му треба екстра инхалација, тој слободно може да земе од истата инхалација сам неколку пати за да се ослободи нормално ако тој напад е тежок, секогаш стоат
на располагање лекарите и треба да се премине на парентерална терапија, значи лекови кои што се контролори од типот може на апчиња, па потоа инекции, но сите тие, јас сум многу против тоа да нашите пациенти дојдат до степен да им треба апче, да им треба инекција. Нашиот народ обично сака и признава дајте ми нешто вена, нешто инекција. Може тоа психички им помага, да, но како да ви кажам, ние имаме среќа како струка пулмологија, што измислија лекови кои што се аплицираат преку устата, нели, влегуваат во личните патишта и се делуваат таму кај што треба. Доктор Арсовски, стигнахме до крајот на нашата емисија. Дали може за крај некоја кратка порака за сите тие што не гледаат во овие моменти? Па би сакал да ви се заблагодарам уште еднаш на поканата, многу брзо помина ова интервју. И да ги порачам на сите пациенти со астма да живеат со дигната глава, затоа што и да не заборават на својата болест, да мислат на неа, да им веруваат на лекарите, но да бидат свесни дека со оваа болест ќе живеат најнормално и долго, исто како сите други луѓе што немаат бронхиална астма. И да имаат најнормална секаква активност. Значи за жените бременост, физичка активност, спорт, све. И вам. Besoj që shumësuaçu nga biseda që kishim më herët me Dr. Zoran Arsovski se si mund të menaxhoni dhe se si mund të jetoni me sëmundjen e astmës. Bashkë mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.